прокламира претходните законски измени како најдобри на свет, владата веднаш пристапи на нови измени на законите за плаќање при доесина за хонорарите. Со тоа повторно ја покажа својата арогантност, бидејќи одбива да слуша, одбива да ги слуша за секатите и за грозеите од овие законски измени, наместо да ги повлечи законите и во јавна дебата да овозможи да се доесат најдобри законски измени, таа повторно брза и повторно прави грешки во чекори. И на тој начин повторно ја покажува ароганцијата на своето владење. Втора важна поента, она што повторно сакао направи е нова поделба на граѓаните. Сега помеѓу вработеите и невработеите. Доста на оваа земја и требаат поделби. Не и треба некој дополнително да го дели народот, а постојано стратегијата на власта е да создаде нови поделби помеѓу народот. Парадоксално, ВМРО ДПМН се вика партија за македонско национално единство. Таа прави ништо на полето со единството, туку го дели народот. И трето што сакаме да истакнеме е дека главнината хонорарни работници се формално во невработени. Тие се во прикриен работен однос или 1 или 2 месеци работат на некој проект. Со овие измени ги дискриминираат невработените, вклучително и хонорарните работници, и затоа овие измени кои се во тек едноставно се неприфатливи. Она што бараме од владата е да го повлечат законот и да овозможат јавна дебата по кој ќе се изнајдат најсоодветни проблеми. Она што е потребно е трајно решавање на проблемот, а тоа е преку создавање услови за постојано вработување на хонорарните работници, на елиминирање на прикриените работни односи, а не вакви избрзани законски решенија. Веќе првите месеци од стапувањето на сила на законските промени покажаа дека станува збор за лажна социјална мерка, луѓето се отпуштени, платите, хонорарите не им се исплатени, овие измени се само козметички обид да се намали незадоволството, кое што е автентично. Хонорарците, независно дали се новинари, дали се уметници, преведувачи, не бараат да ги жалиме, бараат да бидат почитувани и слушани. Они не игнорираат. Денеска повторно од улица ќе им ја испратиме јасната порака дека вака веќе не може. Здравко, министерот за труд Име Спасов денешниот протест го квалификува како протест на опозицијата, на организираната опозицијата. Значи, ова не е протест организиран од опозицијата, ова е протест организиран од автентични синдикати и од сдруженија на граѓани кои имаат собствени погледи на работите кои се различни од опозицијата. Она што постојано се трудат да го направат е да го ограничат незадоволството само на опозицијата. Веќе народот е незадоволен, народот кој не е поврзан со опозицијата тука воопшто. Така што нивната пропаганда е веќе провидна и веќе не може да им успее.